Добар ден, почитувани гледачи. Неделна прошетка низ градските улици во Делчево. Студено на ветровито време, сончево на ветровито време, на моменти со појава на облаци и појава на снег на планината Голак. На Соговските планини исто така. Што би кажале денес? Би кажале дека денес е прочка, голем христијански празник, ден кога помладите одат кај постарите, бараат прочка за сторените гревови во изминатата година, за лошите зборови кои биле упатени или некој недолично однесување, за да се извинат и да побараат прочка. Најчестиот поздрав е: проштевајте мамо и татко, а тие одговараат: простано нека ви е од мене и од нас и од Бога. Што би кажале дека на овој ден се пали смреков оган во неколку населби. Синоќа за тоа кажавме дека овој пат надлежните апелираат тоа да биде без употреба на гума, пластика и друг вид на отпад, туку исклучиво смреков оган за адет, без да се прави штета исто така по шумите, туку да се одбележи во духот на христијанството. Што би кажале за ова неделно возење? Друго, доаѓа нова работна недела, на прагот сме, почеток на великденските пости од утре. Чист понеделник, така се вели, се вика меѓу населението, е познат утрешниот ден, како чист понеделник е познат утрешниот ден, по поклади. За жал, во овој дел од градот повторно мора да направиме некоја акција. Повторно има фрлен непотребен отпад. Ако времето дозволи денес покрај играњето тенис, ќе направиме една мини акција на игралиштето, а и овде ќе треба да се реагира во рамки на... Имаше на времето акции за време на одбележувањето на денот кога започнува пролета, да се надеваме дека годинава нешто ќе биде спроведено. Инаку генерално паркот се одржува чисто, и тука и мештаните кои живеат, жителите на Ново Делчево може би помагаат во тоа. Се гради и кеот од левата страна, се проширува и истиот ќе биде до новата спортска сала, таму некаде кај тениското игралиште ќе излегува, значи ќе може да се прави една мини прошетка по кеот, кој ќе биде изграден, започнувајќи од под мостот на река Брегалница во правец кон стадионот. Ќе биде тоа убава патека за
рекреација на Делчевчани. Еве, ние би можеле да запалиме и свеќа, имајќи предвид дека е празник. Да побараме од Бога да ни прости за грешките, па ќе продолжиме со разговорот за кратко. Храмот Свети Кирил и Методи и крстевницата Свети Наум.